бидат во Драчево. Вие вашето Многу дете би го однеле на Вардариште на паркот што ќе го Откако направите? ќе го направам паркот, да, јас ќе застанам таму лично со моето дете, ќе отидам и нема да ми смета и почесто за викенди додам таму. Јас сум лаик, не се разбирам, Добро. но кога ќе ми кажете вака или сте добар чудотворец или стварно имате некоја работа и знаете нешто што ние не знаеме. Да изградите парк на депонија. Тоа Не, што е- прво треба Вардариште да се одгаси. Има метан таму. Веќе имам стапено во контакт со посериозни компании, бидејќи во Македонија нема таква компанија, но одгасувањето не го попречува процесот да се започне со деконтаминација на просторот таму, односно чистење на таа депонија. Откако соодветно ќе биде истретирана, таму има и отпадни води кои што ќе треба да се истретираат соодветно. Јас не велам утре ќе има парк таму, но велам кога ќе влезам во градот Скопје, првите неколку денови ќе започнам со соодветен третман на Вардариште, ќе следи повеќе слојно поставување на земја, на истиот доаѓа хумус најгоре, садиме трева, претоварната станица која што така фамозно еден од моите опоненти ја кажува дека била таму, поради претоварната станица не можела да се реализира, тоа е апсурд од невидени размери. Поголем камион се полни со помал камион. Тоа е претоварна станица. На крајот на денот не ни мора да има таму претоварна станица. 300.000 квадрати површина, од која што се труеш ти, јас, родителите наши, детево мое, децата на сите останати. Одговорно тврдам дека на Вардариште ќе никне еден нов парк, односно ќе биде новите бели дробови на Скопје. Дали доколку дојде експерт, некој што навистина се разбира во ова и ви каже, орце, овде е опасно деца да играат, да се прави Откако ќе игралиште. исчистам депонијата, Да. Дали ќе се откажете од идејата и ќе се извините на граѓаните? не постои простор да не биде така. Јас ќе го Значи не завршам. сте спремен да се извините. Јас ако случајно не, сгрешите. Ландов, јас не сум спремен и после мене и мојот 4 годишен мандат граѓаните пак да се гушат со тоа што се случува на Вардариште 30 и повеќе од 30 години. Не може цело време да одбегнуваме од проблемот. Ќе ставиме рампа, брилијантна идеја. Еве рампа се стави.